Ја презедовме одговорноста да бидеме чувар на портите на Европа. Распоредувањето на армијата за поддршка на полицијата во заштита на границата резултира со затнување на движењето на илегалната миграција низ Балканскиот коридор. Ние треба да поддржиме ревизија на законите за учество на армијата во заштита на границите, домашната безбедност и контратероризмот. Што се однесува до побараната помош во врска со безбедносниот аспект на кризата, неколку партнерски земји одговорија со испраќање на полициски службеници, опрема за заштита на граница и финансиска помош. Имено Унгарија, Хрватска, Србија, Словенија, Чешка, Словачка, Австрија и Полска. Во моментов во Македонија има 110 странски полициски службеници кои учествуваат во заштита на нашата граница. Република Македонија е без пристап до базите на податоци на Европската Унија за внес и споредба на податоците на мигрантите и странски терористички борци, со недостаток на разузнавачка соработка за размена на податоци и поднегативна медиумска перцепција за спроведување на одлуките на Унијата. И покрај внатрешната политичка криза, Македонија покажа дека има стабилни институции, што се покажа во управувањето со мигрантската криза и намалувањето на безбедносните ризици. Сакам да упатам порака до Европската Унија. На Македонија е потребна помош за да ви помогне вам. Вие не можете да ги заштитите вашите надворешни граници ако прво не ги обезбедите коридорите долж државите кои се надвор од Европската Унија. Македонија ќе делува во насока на заштита на националната безбедност. Какво било решение кое вклучува прием и сместување на мигранти и отварање на бегалски кампови во земји долж коридорите кои не се членки на Европската Унија, нема да биде одржливо и не смее да биде дозволено. Ние немаме ниту капацитет, ниту ресурси да се справиме со очекуваниот обем на мигранти. Во таков случај сосема е веројатно дестабилизирање на државата.